Почитувани, Прилеп за жал станува водечки град само по негативности. Сега сме први по заразени животни од лешманиоза, а со оглед леснотијата на пренесување кај луѓето, опасноста и сериозноста се удвојуваат. Лешманиозата е болест која представува голем епизиотиолошки проблем во Македонија, а особено во Прилеп, каде бројот на заболени кучиња од година во година е се поголем и изнесува повеќе десетици. И покрај апелот на голем број на сопственици на кучиња за овој проблем, реакциите на друштвата за заштита на животни и на ветеринарите од градов загрижува молкот на надлежните институции кои се одговорни за контрола на болестите. Особено ако се знае фактот дека лешманиозата е сериозна болест, зооноза која е заедничка за луѓето и животните. Тоа е болест предизвикана од протозоарниот паразит од родот лешманија, која се пренесува со вектор, а тоа е песочната мува. И бројот на заболени кучиња алармантно се зголемува, до што се зголемува и опасноста за заболување на луѓето. До сега, надлежните институции, пред се АХВ и Центарот за јавно здравје Прилеп, немаат преземено ништо во правец на сузбивање на оваа зооноза. Загрижува фактот што АХВ не превзема никакви законски мерки во правец на сузбивање и превенција на оваа болест, иако е тоа во нејзина надлежност. До сега, многу ветеринарни друштва од Македонија имаат побарано оваа болест да се стави на листата на болести кои влегуваат во годишната наредба за здравствена заштита на животните, тоа не е направено. Не треба да се измислува топла вода во превенција и заштита на оваа опасна болест, туку да се види што превземаат другите земји, како што лешманиозата исто така е реален проблем. Во правец на решение на овој горлив проблем на нашите сограѓани, еве неколку конструктивни предлози кои треба да бидат дел од решавањето на овој проблем. Редовна дезинсекција на градот најмалку 2 пати годишно, со што значително би се намалила популацијата на вектори кои се преносители на оваа болест. Бесплатно испитување на крвта на сите сомнителни кучиња во соодветно опремени лаборатории. Бесплатен третман со целни инсектициди на сите кучиња. Со превземањето на вакви мерки во многу ќе се намали ризикот пред се да не заболат луѓето, а ќе се намали ризикот од заболување на домашните миленици. Се надеваме дека посочените надлежни институции ќе имаат слух за потребите на своите граѓани и дека во најбрз рок ќе превземаат конкретни чекори во искоренувањето на оваа болест која е заедничка и за луѓето и за животните. Ви благодарам.